можете да ги искористите и другите предавања, можеби нешто повеќе ќе има. Тамо мислам оние што се снимени на YouTube, чисто ајде за да биде рекорд, ако одите Владимир Вуксановиќ, има тамо некои плейлисти, мислам. Да, не знам како ќе се појавува ке вас, ама би требало да се појави како плейлиста. Па тука од плейлисти има настава оваа генерација. Ова не ви е интересно, има настава од минатата генерација. И има приказни по антропомоторика од пред 3 години. Во кој стил сакате да слушате, може да се искористи. А сега темата ни е брзина. Моторичка способност, ке моторички способности сме денеска. Вчера бевме антропонтогенеза и антропофилогенеза. Петок 13. Што е пострашно од петок 13, знаете ли? Не. Петок сабота. Втори не. Сабота 14. Имаше еден филм Сабота 14, уште пострашен беше петок 13. Мислам комедија, некоја пародија на петок 13. Како и да. Слайдот кажува оно што од првиот час го зборувам, што би требало да знаеме кога зборуваме за некоја моторичка способност. Бидејќи ова се основи за моторичките способности. Понатаму, доколку се работи за некој спорт или конкретно некој индивидуа, уметноста на тренерот и на наставникот е да најде прав избор на вежби, но ако ги знае основите, тогаш секоја моторичка способност ќе знае како се трансформира, или се одржува. И затоа зборуваме ова се основи, но кога зборуваме за основи, треба да ги знаеме. Немате пуштено скриншот. Супер. Да, сега? Сега да. Фала, се извинам. Значи, генерално тоа се тие работи за кои што зборуваме кога зборуваме за некоја моторичка способност. И нели сега не повторувам, ако ги знаеме основите, тогаш ќе направиме и специфичен избор на вежби за некој спорт, за некоја индивидуа и така натаму. И сега прво дефиниција, што представува брзина? Има ли некоја идеја? Може би некој прочитал, некој од нас тука. Логични се нештата. Што представува способноста да манифестира некој брзина? Представува нешто да поткрене, да издржи во нешто. Ајде јас за да го скршам разум. Ајде. Не знам, за најбрзо време да се заврши некоја дистанца на трчање, пример. Или за пред сите други да направиш некоја вежба. Тоа е логиката, она првото што го кажа, тоа е логиката. И, например, мене ми се случува, морам да кажем, на испит, што представува брзина и сега не знаеме што е брзина. Па луѓе, треба брзина е. Нема едноставно ако знаете терминот брзина, што значи, доколку не знаете, тоа е навистина проблем. И студирањето е проблем, но поентата е во терминот и во логиката на нештата. Имаме понатаму некоја латентно време на моторна реакција. Значи, што објаснува зборчето, ако ги знаете термините внатре, многу јасно ќе ви биде за што се зборува. И сега, како што кажа Андреј, беше така? Не гледам кој зборува, мислам Андреј по... Да. Супер. Како што кажа Андреј, значи, треба да изведеме движење со максимална брзина. Значи, да поминеме одреден пат за што побрзо време. Да изведеме движење, едно единствено движење, со што поголема брзина. Например, изфрлање, ако тука може би експлозивност повеќе, ама ќе кажам и за тоа, се мешаат малку работите, блиски се, сродни се, едната со друга. И исто така, значи, дали ќе бидат циклични или ациклични движењата, во секој случај кога зборуваме за брзина, зборуваме за многу мало надворешно оптоварување и изведба на нешто што е брзо, значи придвижување на телото во простор, но и придвижување на сегмент од телото или рака, нога и слично. Значи не мора целото тело да се придвижува. Доволно е. Веќе знаете што е брзина. И сега второто,
какви видови на брзина имате. Например, имав еден случај на испит. Пардон, колега се јавува и му викам колку видови на брзина има. И тој ми вика има брза и бавна. И сега ја затечен, не знам зашто се зборува. Нели? Помисли дека сака да ми каже како кај камионите, дека има прва брза и прва бавна, ама нели за друго зборуваме. Чи не може брзина да биде бавна, не може нештата се изведуваат експлозивно, многу брзо во што пократок временски период. Какви видови на брзина има? Да, ова ни е вториот момент кој што треба да го имаме опред. И сега тука има неколку поделби извадени по автори, но генерално, така ако проскенирате, може да се види дека зборуваат за нешто исто, слично. Например, Фарфель зборува за латентно време на моторна реакција. Верхошански зборува за латентно време на движечка реакција. Ничин зборува за латентно време на моторна реакција. Под број 2, брзина на поединечни движења. Верхошански вели брзина има прави поделба на брзината на латентно време и брзина на движење со промена на положба на тело. Значи, ова е веќе промена во простор. Но под број 3 брзина на локални движења, раце-нозе е некако многу блиску до ова брзина на поединечни движења. Ке Верхошански имаме и фреквенција на неоптоварени движења, истото го има ке Фарфель, нели? Горе, истото го има ке Ничин. Истото имаме спринтерска брзина, ке Ничин се препознава. Генерално ние ќе зборуваме за латентно време на моторна реакција, брзина на поединечни движења, фреквентност на движењата. Така да, ако сакате да издефинирате какви видови на брзина има, држете се до, нека биде наједноставното. Може и Ничин да го цитираме, затоа што истото се работи, ту се додадена спринтерската брзина, која што така специфично научена, но генерално се однесува на нека биде, може 4 поделби, 3 доволно е, но ќе се разбереме и на испит. И сега само да видам, ајде ќе ги издефинирам. Значи први, ако одиме латентно време на моторна реакција, тогаш зборуваме за самиот термин кажува реченицата цела, латентно, нешто што е скриено, нешто што не е манифестно, не може да го видиме, но постои, се случува внатре. Така, за ова дефиниравме претходно дури на часовите по практичните часови. Време, значи, што е латентно придавка? Латентна придавката време, значи некое време на моторна реакција. Значи, тоа е некое време кое што ние кое што не можеме да го време. Тоа е некој механизам во позадина за кој што треба време, кој што се случува, но ние не го гледаме. Например, спринт, спремни за спринт и вика, steady, ready и има пукање со пиштол таму. Значи go. Моментот кога ќе го прими звукот до првата моторна реакција, до првата манифестација на контракција на мускулите е всушност латентно време. После тоа е моторно време или моторна, значи потребно е некој моторно, се прикажува некоја моторичка манифестација, има движење. Но до моментот на првото движење, тогаш се зборуваме за латентно време на моторна реакција. Ја сега ќе го дефинирам уште еднаш. Што значи тоа? Прима сигнал, се обработува сигналот во централниот нервен систем, така? Централниот нервен систем знае што треба да направи затоа што тоа е очекувано, праќа информации низ моторните нерви надолу. До каде праќа информации? Праќа информации до тамо синапса, каде што е спојката на нервите со мускулите. И во моментот кога ќе настане првото придвижување како резултат на тие електрични импулси што стасале од централниот нервен систем, првото придвижување може да го гледаме на ниво на саркомера или актомиозинските нишки кои се придвижуваат, зборувавме за ова. Тогаш настанува првиот почеток на контракцијата.
Сега, дали ќе биде цела амплитуда или не, нас не ни интересира, но ние визуелно можеме да видиме дека постои прва контракција. Значи, латентното време на моторна реакција е време кое што ни е потребно за да изведеме да се манифестира првите моменти на контракцијата. Дали е јасен овој дел? Да. Најверојатно и на другите, бидејќи на испит имам проблем. Не знаат колегите што е латентно време на моторна реакција. А мислам дека е едноставно. Барем вака како што го објаснив. И ако се преслуша уште еднаш или уште подобро прочита во книгата, ќе стане уште појасно. Сега се дели на проста и на сложена, значи просто латентно време на моторна реакција, кога веќе знаеме какво ќе биде движењето од напред, значи спринт. Знаеме дека спринтерот или спринтерката на знак треба да трне напред и прави какви движења? Циклични движења. Значи се препознава, знаеме што ќе изведе. Така. Што има другата брзина? Велосипед, може би спринт, некој ако има, да, овие во сала, што се знаеме како изгледа движењето, но кога е сложена моторната реакција, мислам, да, знае и надпреварувачот што треба да направи. Ме разбирате? Че знае и тој што изведува дека после спринтот треба да почне да трча. А сега сложена моторна реакција е онаа која што зборуваме за сложена латентна моторна реакција. Значи тоа е време кое што е потребно да се, значи покрај тоа што треба да се направи нели контракција, но треба да се реши некоја задача. Тоа го имаме еве кај голманите, го имаме во боксот, го имаме во не знам, во боречките спортови, не само бокс, каде што вие треба да направите, значи да изреагирате и да биде тоа латентно време што пократко, кога зборуваме за латентно време, ама не знаеме каква ќе биде реакцијата. Значи, покрај тоа што треба да се изведе некоја мускулна контракција, сега треба и да се одреди какво движење ќе треба да се направи. И сега по логика на нештото, каде треба повеќе време да се потроши вакво латентно скриено време пред првата моторна реакција? Кај движења кои што се прости или сложени, дефинирав што е просто, знаеме што ќе дојде отпосле, а кај сложените движења не знаеме што ќе дојде отпосле. Каде треба повеќе време? По сложените. Во сложени. Зошто? Не знам, еве, на испит сме, и ја викам, можеби, не знам, зошто? Треба да се донесе одлука. Точно, да. Така и мислам, знам дека така ги гледате работите, но еден од начините, значи секогаш да имате објаснување зошто е тоа така или не е така. Океј, значи латентно време на моторна реакција ни е дефинирано, тоа скриеното време се тренира, значи ова време се подобрува и постои разлика помеѓу, например, бидејќи бараме финеси, најчесто ке спортистите се бараат финеси, постои разлика во латентно време или таква реакција помеѓу, например, голмани и играчи во било кој спорт. Ете еден пример, апликативно е можеби во други примери. Иако е нели сроден спортот, тоа е тоа, но задачата, например, на голманите е да направи брза реакција. Не дека и другите играчи не треба да направат брза реакција, но замислете топката, значи предмет кој што патува со одредена брзина, не знаеме каде ќе биде, треба да ја процени, што побрзо и треба да направи сложено движење, значи да изреагира во некоја насока. И компарацијата помеѓу ваквото време потрошено некога се нарекува за моторна реакција, ова латентно време, иако не е потрошено, тоа е во функција, но така, може да се сретне како термин. Значи, ова време се тренира и голманите покажуваат подобро, пократко латентно време во однос на другите играчи за една иста задача, ако се зададе кај другите. На тој начин, апсолутно, нели, може да се подобри брзината на реакција, брзината на изведба на поединечни движења, брзината на придвижување во простор, како резултат на подобрување на латентното време. Или всушност, што подобруваме ние преку, ако задаваме вежби за латентно време на моторна реакција? Ние правиме
нели да има возбуда на централниот нервен систем, ексцитација. Кога е тој ексцитиран, тоа значи дека може да има добра перцепција човекот или човечката, се родови. Добра антиципација ако се зборува за голман, значи да процени каде оди топката, да реши задача и да изреагира во моментот. Значи да прати електрични импулси до мускулите. Тоа е целта. И тоа време се подобрува баш на тој начин со реагирање, со звук, ќе видиме некои вежби, со звук реакција, со реакција звук, значи обратен процес. Но ајде ќе оставам нешто од вежбите после да ги видите. Значи латентно време, мислам дека го елаборирав. Брзина на поединечни движења, тоа се значи испитно прашање имате што е латентно време. Еден колега кажува тоа е латентно време, тоа е тоа. Следното е поделивме дека постои брзина поединечни движења, следната пример колешката кажува брзина поединечни движења е брзина која што се среќава кај едно единствено движење, на пример исфрлување на предмет, што е блиску до експлозивност. Зошто? Затоа што и двете користат максимален напор, но експлозивноста најчесто зборува за нешто што е поврзано со сила. Енергетски гледано, и кај брзината, и кај експлозивноста се троши креатин фосфат. Секогаш кога правите некакво движење брзо, кратко, значи најбрзо на свет, тогаш се троши креатин фосфат. Ако ви текнува до онаа крива што ја обвртевме, што ја објаснував, значи кога работите долго а лесно се трошат масноти под аеробен праг. Ако влезете над аеробен праг, колку беше аеробен праг во проценти од максимална срцева фреквенција, ни текнува? 85 некаде. 85. 80%. На колку беше анаеробниот праг? 90. Супер. Значи под анаеробен праг може да кажеме под аеробен праг се троши масноти, меѓу аеробен и анаеробен праг се троши масноти и јаглехидрати, над анаеробен праг се трошат јаглехидрати, ама ако забрзате уште повеќе, се троши креатин фосфат. Значи тука некаде до 5, 6, 7 секунди, 9, тука се троши чист креатин фосфатни резерви, особено кај тренирани луѓе. И истото се троши кај експлозивноста, истото се троши кај брзината. И сега брзината може да биде, например, повторувачки карактер на еден дел од тело, например. Па фреквентноста на движењата, како дефиниција за вид на брзина, баш тоа го кажува. Само да видам, мислам дека имамо тука некаде за фреквентност на движење. Има еден тест, се нарекува тапинг, и тој тест треба да ни покаже циклични движења кои што се само малку. Момент, се извинувам. Да, супер. Значи, се работи за еден тест кој што проценува фреквенција, знаете што е промена во единица време. Значи, еднаш минус, еднаш плюс, еднаш плюс. Зборуваме за наизменична струја, нели? Па имаме кога во штекерот се проверува струја, гледаме и која е фреквенцијата на струјата. И сега ова еден тест, не ја гледате платформава, се изведува на друг начин, ова електронска платформа, на кој што само ме интересира да видите како се изведува тестот и што е задачата. Се поставува, пример, ако сте деснорак, левата рака се поставува на средина и десната рака треба да направи брзи движења на едната страна и на другата страна. Хоп, хоп, така еден циклус е тоа. Сега 1, 2, 3, 4, 5 и така натаму. Значи, тука збору, така, ова се гледа, така? Да. Да, добро. Значи, тука зборуваме за брзина на фреквентни движења. Фреквентни затоа што точно знаеме што треба да се направи, ама има допир една страна, допир друга страна. Истото се изведува, може да се изведи со нога. Например, тапинг со рака и тапинг со нога се тестови кои што се ке Курелич ги има и точно ја покажуваат овој вид на брзина, издвоена како фреквентна брзина.
И сега што е интересно, мислам дека имам уште едно, да. Например, како би изгледало тоа кај мали дечиња. Гледате колку е помала брзината и сега се побарува нешто од нив, они не се ни поставени како што треба, но не знам зашто вака го изведуваат. Како и да е. Значи, постои овој тест и постои како брзина се препознава брзината на фреквентните движења. Многу интересно, затоа што оваа брзина всушност покажува некоја лабилност на централниот нервен систем. И сега што е лабилност? Ако е лабилно, значи не е стабилно. Сега ние бараме дали централниот нервен систем да биде стабилен, ама ако најчесто кога зборуваме за некои така психички моменти, збелиме тоа е лабилна личност или таа. Но овде лабилноста како термин не е во негативна конотација, туку се однесува на баш на нестабилност, некоја која што е позитивна. И сега што се случува, ајде уште еднаш ќе го отворам овде. Што се случува кога треба да направи движење од едната страна, хоп, и да ја врати раката, хоп, на другата страна. Ова што го зборувам за лабилност на движењата кај брзинава се однесува точно на тоа, значи кога раката оди во десно, тогаш во одреден момент за да биде што побрзо движењето, треба да настане кочење. За да во следниот момент настане контракција и се врати раката назад. Доколку системот централниот нервен не е лабилен, туку е крут, тогаш ќе има губиток на брзина. И баш затоа се нарекува дека, например, преку овие тестови за фреквентна брзина се проверува лабилноста на централниот нервен систем. Колку е способен да направи преку антиципација, да направи контракција, кочење и повторна контракција во другата страна. Значи, повторно се работи за некој вид на реакција. И ова, се извинувам, ми се менува следо. И баш токму затоа и се тестира фреквентноста на движењата, затоа што покрај тоа што ќе кажеме, да, тоа има добра фреквентност на движењата или добра брзина при фреквентно движење, но што со тоа? Значи, ние на тој начин проверуваме всушност како централниот нервен систем може да направи брзи промени. Вамо кај спринтот прави брзи промени, тоа е фактно овде издвоено со една рака или со една нога, со еден дел од телото всушност. Сепак се однесува на брзи движења. И тука би завршил колку видови на брзина имате: латентно време, брзина на фреквентност на движењата, брзина, на поединечни движења и фреквентност на движењата. Спринтерската брзина е посебна, малку ќе допрам во следното. Значи, под број 1 беше дефиниција, под број 2 беше колку видови има, под број 3 како се подобрува. Како се подобрува? Покрај тоа што се тренираат енергетските резерви за креатин фосфат, механизми се тренира и транспортот на импулси, значи ексцитацијата и целиот возбудата на централниот нервен систем, за да може да изведе, да прати импулси, ако гледаме така механички само. Што значи дека кога зборуваме за вежби, што да одбереме? Може да одбереме, например, вежби кои што стимулираат креатин фосфатен систем. Како би изгледале тие вежби? Ова е генерална насока. Да, ајде, ќе почнам. Бидејќи врзано со централниот нервен систем, дали ќе изведувате наутро, на пладне или навечер? Тренинг за брзина. Кога би имало најголем ефект? По логика наутро. Некогаш знае дека, методски е да се направи и на заморен организам, но ако сакаме да извадиме максимум, тогаш е наутро. Колку број на вежби? Вкупно 30-35 изведби на брзи движења. Значи 30-35 изведби на брзи движења. Како ќе ги скомбинирате? Дали ќе бидат, како што кажува, 5-6-7 вежби со по 4-5-6 повторувања, во секој случај да бидете тука негде во границата 30-35. Како се изведува? Околу 6 секунди, 7 секунди, 8 секунди. Како да биде одморот? Одморот треба да биде неактивен.
Значи не се препорачува да има активност во одморот. Значи ако работам 6 секунди по 6 пати по толку одмор, множам по 6, ајде така математички да се изразам. Значи ако работам 6 секунди, одморот треба да ми биде околу 40 на секунди. Ако работам 8 секунди, одморот треба да ми биде околу 50 на секунди. Значи подобро е да дадете неколку секунди повеќе отколку да го скратите. Зошто? Затоа што креатин фосфатниот систем е високо керозинско гориво. Значи високооктанско гориво, керозин или високооктанско, 120, 130. Сакам да кажам многу лесно запаливо, многу брзо се вклучува, дава јака енергија, но кратко трае. Арно, кратко трае, но и брзо се опоравува. Например, јаглехидратниот систем, ако го потрошите после 40 на 50 минути, вас ви треба 24-48 часа да го повратите. Креатин фосфатниот систем со еден спринт од 7-8 секунди вие го трошите. Го потрошувате. Значи резервите кои што се наоѓаат тука околу саркомерата се во АТП, во аденозин трифосфатот, нели, фосфатни единици, се трошат многу брзо, но во период од 6 пати повеќе од изведбата, нели, ако е 7 множиме со 6, ако е 8 множиме повторно со 6, ако направиме доволно една минута одмор, тога се враќаат 90-95% креатин фосфатните резерви се враќаат назад. Одморот затоа треба да биде неактивен, се препорачува, за да може да дозволиме што побрзо да се вратат креатин фосфатните резерви. И ова се тие основни принципи кои се знае како се поставува еден тренинг за брзина. Значи, како да биде краток, кога, добро е да биде наутро, колка број на вежби 30-35, колка број на повторувања 30-35, колка број на вежби 3 вежби нека бидат, ама по 12-15 повторувања. Јас би правил 5, 6, па и 7 вежби, значи различни да бидат, со број на повторувања, нели, да не биде поголемо од 30 до 35 тоталниот број на повторувања. Како вид на одмор помеѓу повторувањата, неактивен одмор. Колку време трае овој тренинг, што мислите? 10 на 15 минути. Па, би рекол 20 на минути 30, ке потрае, може би ете со загревање или со нешто. И што треба да правам после овој тренинг? Ништо. Треба да дозволам централниот нервен систем да се опорави, креатин фосфатните резерви да се опорават. Можно е да се направи некоја вид на издржливост или така натаму, но ја би го ставил како втор тренинг. Оставете го овој тренинг, нека биде баш тоа. Дали би работеле вежби за сила, максимална сила веднаш после овој тренинг? Не. Креатин фосфатните резерви се потрошени, се допрени, допрени се, значи се ранливи, сме ги потрошили или не може да изведат, нема да има ефект, само може да се направи некој замах екстра. И сега се враќам назад, значи како вид на вежби за стимулација на креатин фосфатен систем, тоа е основното нешто што треба да го знаете и тоа е ова што го објаснив. Да, точно, може да се прават и вежби за латентно време на моторна реакција. Например, баш она што го кажав, тамо каде што треба, тоа се голманите нека бидат, па се работи инкорпорирано, значи работам, можем да направам спринт, можем да направам брзи исфрлања со рака, но во овие 30 до 35 повторувања ќе вклучувам едно 10 на 15 повторувања, 20 можеби, кои што ќе бидат за конкретно да се намали, например, да се тренира овој дел. Како? Звук, реакција, нели? Или реакција па звук па нова реакција, намалување на видното поле, например, намалување како помала топка, не ракометна топка или не голманска тениско топче. Значи, се што треба да испровоцира перцепција, веќе влегуваме во оние когнитивните карактеристики. Тука се подобрува латентно време на моторна реакција. Како друго можем да правам сем, например, класичен спринт, можем да правам кратки отсечки пауза, ќе ви ги објаснам. Може да работам скала, значи fast fits ги викаат или брзи нозе. Се она што може да покаже брзина, да, може да се изведе. Тенис, например, напред-назад удар, или не мора тенис, може фудбал да биде истото. Значи, многу просто се го објаснувам. Лево чун, десно чун, шут.
Апсолутно. Се прави некоја комбинација со експлозивна силина, но е методски, затоа што е функционален тренингот. Значи, имате ли овде некој прашање? Како се подобрува брзината? Ќе кажам некои примери понатаму, ако има нешто поспецифично, може да оставиме за на крај. Но тука, дали нешто имате да прашате во овој дел? Добра, ќе сметам дека нема. Еве ви еден пример на вежби кои што се работат заради подобрување на латентното време на моторна реакција. Например, првата варијанта е дека имате Океј, првата варијанта дека имате, например, групно може да се работи тренингот, може индивидуално. Мирување, чекам сигнал. Може да јавите каков е сигналот, дали ќе биде визуелен, звучен, каков вид на сигнал звучен и така натаму, а може да не јавите, тоа е што посложено. Значи треба да очекува некаков сигнал. Човекот е ексцитиран, чека некаков сигнал, кога ќе дојде сигналот прави некакво движење. Што правиме во овој момент, го подобруваме латентното време на моторна реакција. Колку видови, какви варијанти може да направите, какви што сакате. Мирување може да биде во седење, во стоење, во лежење на гради, во лежење на грб, во турско седење, значи било која варијанта. Сигнал, ви кажав, бидете креативни, може да искористите како вид на движење, исто бидете креативни, што сакате можете да вклучите. Дали ќе биде скип, дали ќе биде висок скип, дали ќе биде настрана движење, дали ќе биде само да спринтне. Значи тоа е останува на уметничкиот тач или допир на тренерот или на наставникот по движење. По физичко воспитување се извинам на движење дојдов со стрелка. Едната варијанта е тоа, мирување, сигнал, движење. Втората варијанта е движење, сигнал, движење. Значи имате скип, висок, чекате сигнал, значи работите скип висок или скип во место, чекам сигнал, спринт напред. Многу едноставно, исто можете да одберете што сакате. Третата варијанта е движење, сигнал, мирување. Значи работиме на она што треба да има добра промена да има помеѓу движење и мирување, затоа што тогаш се подобрува латентното време на моторна реакција. Океј. Да, што само си го земам стрелчето. Отсечки трчање, например, 1,5 – 2 помеѓу едната линија, втората линија, трета, четврта, пета линија на чуњеви. Еве ги луѓето, еве ги спортистите, учениците и слично. Па например, работат во парови, ако може да видите XX. Првиот X задава во која насока ќе се движи, вториот X не знае во која насока ќе се движи првиот и треба да изреагира. Па првиот X исто така решава дали ќе биде во соодење до следниот чуњ, па со брзо трчање, па со одење, па со брзо трчање или ќе прави промена на насоки, нели? Интересна е, например, овде може сега ми текна дека задавате штафета, па прва линија треба да допре втората линија третата и така натаму, но во секој случај кога зборуваме за подобрување на брзина преку вакви кратки отсечки се мисли точно на ова, значи многу брзина на реакција се подобрува преку овој начин. Специфични вежби не објаснувам, нема потреба, затоа и кажав, овде се општи насоки, секој спорт има своји специфични вежби, но убаво е да се каже, не споменав овде брзинска бариера, колку фреквентно се изведуваат во еден микроциклус, например, 7 дена или во 10 дена или во 2 недели. Обично брзината како суплементарен тренинг брзинскиот тренинг како суплементарен тренинг не се препорачува да се изведува секој ден, особено, дури не и 2 пати неделно.
можеби еднаш неделно за одржување и подобрување, можеби еднаш во 10 дена. Зошто? Затоа што дури и спринтерите не работат секој ден спринтови, значи до отказ, спринтови затоа што централниот нервен систем може да се замори и да настане брзинска бариера. Брзинска бариера значи дека ако некој трчал 10 секунди, му паѓа времето на трчање, зборувам за 100 метра, му се намалува времето на трчање, значи не достигнал 10 секунди, одеднаш почнува да паѓа, тренинзите одат нанапред. Се најверојатно се случува за некој психолошки замор и трча 11 секунди или уште повеќе се намалува времето и не може да ја пробие таа бариера. Тоа значи дека централниот нервен систем е заморен и што треба да правите тогаш? Тогаш треба да се прави одмор од брзина. Значи нема брзо движење. Рушење на таа блокада која што се случила. Како што е рушење на пример на погрешно научено движење, треба да не го изведуваш, тоа е еден од методите. Не го изведуваш движењето за да го подзаборави, за да може да влезе нов метод за да се научи движењето на друг начин. Значи токму заради таа брзинска бариера не се препорачува да има многу често тренинзи за брзина. Значи не може да изреагираат, вие можете во тренинг да поставите нормално дека треба да направат некои брзи движења, не може да не ги прават, но класичен тренинг за брзина, каде што ќе правите 30, 35, 40, некојаш 50 повторувања, нели, зависи како ќе иде и тоа да биде само на брзина, не се препорачува да биде многу често. Број 4, сензитивни фази, кога се подобрува? Според Јанкускас и Логвинов, они имаат фино истражување, го споменав и вчера, фино истражување лонгитудинално на значи од 4 годишна возраст па до 20 годишна возраст ги тестирале истите ученици. И имаат дадено насоки точно за ова, дека консолидација се веќе почнува да се манифестира брзи движења. Значи тие механизми функционираат, се консолидираат и се прикажуваат брзи движења околу 4 до 7 година. Тука во тој период етапа на подобрување, значи кога да работам на подобрување на брзина. Тука и минатиот пат кажавме 11-13 години, значи 8 до 15 години, ова е се нели релативно кој како созрева, кој какви перформанси покажува или генетски предиспозиции има. Максимално кога се развива, значи кога се подобрува и кога се развива, доколку не е потребно да ја развиеме максимално, тогаш нели и тука треба да се работи во овој период на пубертет и евентуално нели повторно тука има нека стабилизација и регрес настанува понатаму. После 20 година не дека настанува регрес, но веќе после 30-та година се намалуваат перформансите. Брзината е тестови за брзина се интересни затоа што може да се користат како метод за проверка на замор. Дали е заморен централниот нервен систем, дали спортистот е заморен. Тоа го покажува послаби резултати е заморен. Срцевата фреквенција исто така може да се користи утринска за да се провери заморот, но и фреквенцијата на тренирање. Се случува некојаш не може да се подигне срцевата фреквенција, каков и да зададете тренинг или напор, едноставно не може да се подигне, тогаш треба да се консултира дури и со лекарски тим, дали е се во ред и што се случува. Океј, овде слайдов остало ремайндер. Да. Дека постојат некои книги, ако ви интересираат ги има на Google Drive на линкот што го оставив, некој од нив ги имам и кај мене. И јас со ова денеска би завршил за брзина. Прашање. И дали ви е нешто јасно? Еве јас, професор. Ме слушате? Слушам, да. Вие викате, мене прво прашањето ми беше колку пати треба за брзинска издржливост да се направи тренинг. И вие рековте еднаш во 8-9 дена. Чекај се, брзинска издржливост, сепа никаде не ја спомнав, добро што ме Не, потсети. за брзина, добро. За брзина, да. Да. Јас работам со голмани конкретно. А на нив се знае дека на нив највеќе им е потребна брзина. Да. Дали ја правам нешто погрешно ако работам
кај мене секој дел од вежбата мора да има брзина. Дали е нешто погрешно во тоа што го работам или не претерувам со време траењето на вежбите, меѓутоа сите вежби ми се такви со брзина. Реакција. Колку траат повторувањата во време? Значи, дали е доволно само да изреагира или прави 7, 8, 9 секунди? Брзи движења, брзо работи 9 секунди. 10. Па не, пократки ми се, пократки. Барам ја, прост пример, еве, да легне, стани, реакција. Легни, стани, реакција, толку. Да, тие се кратки, тука не може да се потроши толку креатин фосфатниот систем. Тој вели дека се троши негде тамо во книгата ќе најдете дека 10-15 секунди треба да се изведуваат вежбите. Но еве чиста брзина, нели спринтерска брзина е тука негде околу 9 секунди. Они можат и 10 секунди до 11 да работат брзо. И сега ако ги работиш во тој контекст дека долго време траат, тога се тука 40 на 50 на. Проба и скенира еден тренинг да видиш колку ти траат, собери ги. И сега, знаеш, можеби кажувам, не сум специјалист, не сум работел со голмани, можеби има понови информации, викам не. Основите кажуваат дека особено е вака ке дечиња или на пример кога сум задавал тренинг за брзина, 30 до 40 вежби вкупно, повторување кога ќе дадам, после тоа човеков е така изморен, прилично. Изморен, Да, тоа е знак дека и паѓа концентрација и се, но зборувам за движења кои што траат така 8-9 секунди, негде 10. И тогаш креатин фосфатот се троши. И сега, затоа и најверојатно ти ги работиш, вие тренерите по голмански тренинг ги работите и по некој искуство, како така и се поставува некојаш тренингот, со тоа што е добро да се имаат информациите основни. Па, отприлика може да знаете, со такви кратки повторувања или реакции, колкав број би биле отприлика доволно. Но, убаво е секој од голманите да се споредува, секој индивидуа за себе. Не може да кажам ниту јас, ниту Тања дека треба да направи 150 повторувања. Ке процениш дека некоја 150 се малку, пример. Се извади бројка 150. Нека бидат 70, нека бидат 80 на тренинг. Некога се малку, но секој си води нели забелешки од тренинг или план и планира и едноставно и сумира. И ако е направен како тренингот цел, ако изведен по планот, тогаш правиме проценка на тоа дали е доволно. Тука е финтата во поставување на тренинзите. Како ние да знаеме колку е тоа доволно? Тоа е најголемата фама било за мене. И се уште е фама. Дали е, и сега јас, и секој ке се направи некој искуство и отприлика знае колку е тоа доволно, но кај секој спортист е различно. Некој треба многу повеќе да се оптовари или временски, за да може да настане трансформација. И тоа е убавината, всушност, затоа што има тога синергија помеѓу спортистот и тренерот. Така да не знам, еве колка број на повторувања се прават на еден тренинг такви брзи. Тие се отприлика 2-3 секунди, не повеќе. Ја им давам по 5 серии. 5 серии по колку повторувања? 2 лево, 2 десно. Значи вака се работи во едно лево трае колку секунди? Може така за да сватам Од прилика 2-3 секунди, 2 секунди, 3, максимум е 3. И Ја имам релативно брзи голмани. Добро, и сега 2 до 3 секунди, колка број на такви повторувања на тренинг по 2 до 3 секунди? 5. 5. Да. Па добро, тоа е ништо. За сагревање. Па не, ја тоа викам, ама не е само таа вежба, например. Јасно. Не е само таа вежба. Има повеќе вежби. Добро, значи колка број на вежби се прават од таков тип или другите се различни вежби? Сите се различни, не се исти, зависи од временската рамка колку имам работа со голманите, пошто сепак ова. Да. И сега видиш како пробувам, барем јас пробувам да изанализирам, да
да видам што се случува. Секогаш пробувам да видам што се троши од енергетски резерви и колку време се троши. Затоа прашувам колку трае, колкав е напорот, колкав број на повторување има, за да видиме некоја слика да се направи, да кажеме чеке претерано е. Например, основна плиометрија, скокчиња ниски, сме ги задавале за време на трчање околу 100 до 130 скокчиња на еден тренинг. И сега тука отприлика ни е јасно дека они може да го издржат тоа. Требала основна плиометрија некоја се прави и може да го издржат. Ко дадеме повеќе, ќе биде проблем. Но за тие 120-130 скокчиња работат отприлика колку 5-6 минути. Значи не може да го потрошиме толку креатин фосфатниот систем. И затоа го комбинираме тој тренинг, пример, јас сум го комбинирал со колегите за време на трчање. Твојот тренинг исто така пробај да го видиш, значи колку они трошат да направиш, ако ништо друго не можеш да провериш колку трошат, него да ги споредиш еден тренинг со друг, па да видиш дали се они потрошени повеќе на еден тренинг или друг теоретски дали се потрошени, а после може да се користи Боргова скала, тоа е супер, не знам да сум споменал, после секој тренинг скала од 1 до 10, како се чувствуваш? И прилично е добра Борговата скала, затоа што дава резултат и може да си го процените тренингот, чекај, ќе кажеш, овде на овој тренинг постојано ми се они изморени. Значи, ако они се чувствуваат постојано изморени, ја не можам тој тренинг да го давам секој втор, трет ден, него ќе го оддалечам тренингот. Тоа е веќе умешноста и спецификата на секој тренер во однос на играчот. Да. Така да немам конкретно, ако сакаш може следен час, и не мора да ни презентираш еден тренинг во бројки. Вакви движења, мислам, не мора, но убаво е начинот на како да пристапите кога се бара логиката на тренирање. Секогаш е што трошам. Значи, што ќе потрошам? Зошто? Затоа што ние сме како енергија трошиме некоја материја. И за да, кога бидејќи ја трошиме таа материја, ние треба да ја вратиме после тоа. Но нема логика, например, да ако трошиме масноти да земам креатин фосфат. Зашто? Ќе се изуринира тој или не знам што ќе му направи црниот дроб и нема логика во тоа. А од друга страна, па ако правам брзи движења, па повторно нема логика да јадам јаглехидрати. Мислам, има тие што имаат во себе и дел на креатин фосфат, но има логика да се земе суплементација креатин фосфат доколку е потребна кај врвни спортисти за да се надополнат тие резерви, посебно кај спринтери и голмани кои што работат на ваков момент. Голманите експлозивност е исто многу битна, многу битен момент, најверојатно се работи тоа. Да. Може би е добро да се, мислам, не дека не може да се комбинираат на исти тренинг, но некојаш и најчесто се издвојуваат. Например, денеска работам повеќе на брзина, задутре ќе работам повеќе на експлозивност. Да дозволувам 2 дена да има барем 48 часа да има разлика. Некојаш ќе ги скомбинирам да бидат заедно, но знам дека утре дента, бидејќи тоа е високо интензивен тренинг, утре дента ќе дадам нешто што е типот на издржливост, контраст. Ема да дадам сила или силина, затоа што и силата и силината, ако е максимална, повторно троши креатин фосфат. Нели? Да. Супер. Добро. Не, општо дадов одговор, бидејќи наистина немам искуство, но пробувам да фатам логика како се поставува. Добро, ви благодарам. Молам, има ли некој друг коментар некаков? Добро. Треба да направиме договор за решавање на тест. И тој тест ќе го крстам како влезен колоквиум. И сега ќе имаме уште едно предавање до крајот, наредната недела. И значи тоа е седмица кога му доаѓа, да. И најверојатно третата седмица ќе го направиме тестот, ама ајде ќе пратам известување. Кога ќе ни биде потребно 40 на минути, сакам да кажам да се подспремите и отприлика прашањата ќе бидат, мислам, онлайн ќе го решаваме тестот. Но преслушайте си ги предавањата и тоа ќе ви биде супер спремање за на испит. Испитот ќе биде на 14 јуни со физичко присуство, доколку некој има проблем со
физичко присуство, може да ми јави. Но друг ден ќе организирам онлайн. Не можем на 14, затоа што во истин ден не можем на две места да бидам. 14, 9 часот, полагаме, нека се снима и ова, полагаме 5 луѓе одеднаш, се правиме муабет. Например, Дарио, што е тоа силина? Дарио вели силина е тоа и тоа. Давид, колку видови на силина постојат? Давид вели постојат таква и таква силина. Милена, првата силина, што значи? И си правиме муабет. Значи нема на памет учење, има логични работи поставување. Например, што се троши при манифестирање на брзи движења. Што се троши како енергија? Се троши јаглехидрат. Во ред, колеги или колечки, ви благодарам, сте паднале. Логични работи. Што е латентно време на моторна реакција? Не може да не знаете што е латентно време на моторна реакција. Океј. Не споменав само дека исто како кај силовите способности, кај брзината има хибриди, па например Тања ме потсети брзинска издржливост. Значи треба да издржам да истрчам 400 метри. Треба да издржам брзо да истрчам 400 метри. Тоа се хибридни компоненти на брзината, но си имаат посебен свој тренинг. Тука е комбинација од креатин фосфат и јаглехидрат. Океј, на 400 метри може би и не, може би и да, всушност. Но, например, 800 метри, така натаму, повторно е силова брзинска издржливост и веќе тука влегува нешто друго каде што се троши високо јаглехидрати, но се користи креатин фосфатот во последни моменти или на почеток, но не може, колку е тамо, минута една не може да се издржи до толку. Океј, ви благодарам, јас имам толку. Уште еднаш, дали има некој нешто да праша? Најверојатно не. Имајте убав ден, се гледаме наредна недела, ќе пратам известување и ќе се договориме ќе пратам известување и за тестирање. Убав викенд, поздрав на сите.